Продолжуваме со уште една епизода на подкастот Зрак со доктор Марина. Вечерва ќе слушнеме уште една интересна приказна за карцином на дојка. Вечерва наши гости се специјалист доктор Наташа Толевска-Димитровска од Универзитетската клиника за торакална и васкуларна хирургија, торакален хирург, и Катерина Цаневска, познатата и еминентна новинарка, а воедно и онколошки пациент на клиниката за онкологија. Добре дојдовте. Благодарам за поканата да бидам гостин вечерва. Ви благодарам за поканата. Кате знаеме дека си скоро оперирана, пред отприлика 2 недели. Да. Сега малку да поразговараме околу оперативните зафати кај карциномите на дојка. Во поново Типови време на операција, да. Во поново време самата медицина се стреми на многу поагресивна терапија, во смисла онколошка терапија, за да може хируршкиот третман да биде од поштеден карактер. Значи да се поштеди ткивото на дојката и ако може да се зачуваат лимфните жлезди кои се многу важни за лимфната дренажа на раката. Така да освен во некои, да кажам, исклучителни случаи каде што мора да се жртвува дојката, во принцип, ако се работи за некоја помала промена, значи под 2 сантиметри, може, и ако самата големина на дојките тоа го дозволува, може да се направи поштедна операција, т.е. да се отстрани дел, ние го викаме квадрант од дојката, заедно со лимфните жлезди или па со сентинел жлезда која претходно се маркира, најчесто на Институтот на патофиза, заедно со патофизиолозите, значи го работиме тој дел. Така. Колку пациенти доаѓаат, да речеме, понапреднат стадиум? Право да речеме на торакален одар, обично нели од радиологија препраќаат прво на торакално, па после на онкологија кај нас. Во принцип сега сите советуваме прво да се обратат на онкологија, па после ние ги препраќаме на торакален, све се стреми на тоа да се оди прво да се започне со таа неодјувантна хемотерапија со цел да се намали туморот, за да може да продолжиме со така поштедителни операции. Колку е вака бројката на пациенти што доаѓаат доста во напреднат стадиум? За среќа пред неколку години, пред 3-4 години, значи таа бројка беше доста повисока, а во последно време најверојатно и заради тој скрининг што веќе е кај нас, што не инволвира апелираме, и апелираме и сите тие програми за самопреглед и за понатамошни испитувања, таа бројка е помала. Не дека ги нема пациентките, ги има, но се во многу помал број. И една, да кажам, спротивност на тоа, за среќа се откриваат карциноми со многу мали димензии, значи од околу 5, 6, 7 милиметри, кои што претходно мора да повеќето од нив се непалпабилни во дојката и мора претходно да се маркираат со жица за да може да се направи широка ексцизија на туморот, тоест на карциномот. Така. Кој е најмладата пациентка кај вас оперирана со карцином на дојка, дали имате? Во 19 години, ама тоа пред неколку години, значи. Така. Кате? Јас кога бев пред 2 недели, 3, кога беше, имаше 20 и нешто годишна девојка и на вистина, значи, во секој момент секој сака да биде здрав. Меѓутоа, кога ќе видиш така млада девојка дека се бори со оваа болест, е навистина страшно и болно. И бидејќи јас го поминав оној најтешкиот дел што кажувате, нели, мораше прво хемотерапија за да може да биде достапна. Јас како лаик сега кажувам, за да биде операбилна. Така. И јас ги поминав сите 8 хемотерапии за да дојдам после тоа подношна торакална. За среќа, според докторот што ме оперираше, велат дека била успешна операцијата, знам дека лимфни жлезди дека се чистени, дека не знам, сега треба валјда и патофизиолошкиот наук така да покаже на патологија, да го чекаме. Сега не знам ако тој излезе сега со добри или со лоши резултати, не знам како е натаму овакво лекувањето. Меѓутоа, пошто јас сум стално оптимист, мислам дека ќе биде валјда ќе биде добро. Иначе, јас многу се плашев од операција, ова ми е прва операција во живот, откако сум родена до сега.
И меѓутоа можам да кажам дека секој што треба да го направи од пациентите на кого ќе му препорачаат, иако јас на пример на сите им бев тешко беше зашто ме натера да се оперирам. за оперативен зафат. Меѓутоа на сите би им препорачала дека треба да го направат тоа. Тоа што мора да се направи, мора да се направи. Јас не сакав ни да одам ни на онкологија, па завршив на најлошиот можен начин од тоа што не сакав да одам. Да. Кате кога прв пат дојде на онкологија? На онкологија дојдов во точно пред година и 2 месеци, така отприлика доаѓа. Дојдов во кога сите кренаа раце од мене, ми се слошило, мислам ништо не знаев за себе. Скрос имав изгубено кислород, полна плуќа. Ме викна и беше во доста влошена општа состојба. Па 2 дена скоро не бев свесна за себе. И меѓутоа веќе кога решив да ми ги објаснија нели сите опции, кога решив дека ќе се лекувам, бев еден од подисциплинираните пациенти, иако кукав нели цело време, меѓутоа се што ќе ми кажа докторите и сестрите и се го применував. И затоа на пример на сите тоа би им го препорачала. Немојте да прашувате лево, десно, значи доволно ви е вашиот онколог. На торокална, на пример, ако кажат операција, тогаш торокалниот хирург, они што ќе ви кажат, тоа правете го. Зашто Марина е тука лекарка од онкологија, вие од торокална, меѓутоа пола пациенти јас ви ги лечам преку Facebook, ми се ува. Кате што мислиш дали дали и комуницираат преку друштвата, преку све, да. Дали вика да одам, не сакам да одам на хемотерапија, ама значи не може никој за тебе да одлучи. Ти можеш само да се консултираш со твојот онколог и он ќе ти каже што е најдобро за тебе. Ама јас не сакам не сакав ни јас. Ама не сакав да ми падне косата, па ни јас не сакав. Меѓутоа тоа е најлесната уствари работа во сето тоа што може да ви се случи. Ја на пример се плашам од секојаш од буцкање, од инекции се, меѓутоа што све не поминав и не примив. Така. Дури сега на торокална, меѓутоа еве кога 2 недели нешто помина, јас се чувствувам. Јас собравме храброст. Да, собрав храброст дека треба да се оперирам. Да. Со убедување. Така. Ама добро. Мислам дека добро решение, добра одлука донесов. Зошто толку време криеше? Не доаѓаш, се плашеше од клиниката, јас прво не сакаше да кажеш на домашните. Прво не бев сигурна, на неколку пати одев на преглед, не ти е ништо, не покажуваа снимките ништо и јас си го земав тоа здраво за готово дека е. Последната година ми се влоши овакво состојбата, раката ми потече, десната рака ми беше 3 пати поголема од нормалното. Меѓутоа сето тоа на друго го свалував, дека не е тоа и на крај веќе кога дојде викам па што ќе ги гњавам сите. Па зашто да идам на хемотерапија да се мачам? Зошто сите домашни заради мене да страдат? Мислам тоа ми беше највеќе. И заради тоа буквално никој не знаеше дека јас имам рак. Јас веќе бев свесна. И кога се однесвестив, знам дека беше многу лута кога те донесе, донесе, значи она ми беше лута страшно. Многу ти беше лута, да. И кога ми се слушило, кога сум изгубила свеси, за среќа што се јавиле, иначе тоа беше за неколку сати валјда ќе беше се готова. И прво бев на торокална, одма кажа дека нема тука што да се бара, право на онкологија. И ме однесе уствари на инсистирање на домашните повеќе беше да одам на онкологија. И почна со терапите, ми излезе дека сум, не знам како излегува тоа на тоа брисот што го зима, дека хистохемиски на коагулацијата. Дека покажа добри резултати, фактички дека ќе реагирам на сите лекови. Трипл позитивна. Да. Тоа било во сето лошо, излезе добро овакво тоа. И си почнав со хемотерапиите. Да напоменеме, да знаат и гледачите и сите, дека многу е важна имунохистохемиската анализа кај пациентите, дека не секој одговара на секоја терапија. Затоа што често пати ме прашуваат зашто јас не ја примам оваа, зашто тој ја прима таа терапија, јас не ја примам оваа терапија, да знаат дека се прават посебни исследувања и се одредува кој пациент која терапија треба да ја прими. Тоа е персонализирана медицина. Секој пациент се знае која терапија врз основа на одредени испитувања.
Јас во болница додека бев тие 20 на дена лежев на онкологија, во ходникот ги слушам еден вика, зашто мене не ми го даваат тојлет? Да, да. И Често сега пати друго прашувам, кажувам, да. вика, ама вика кај тебе рекоа дека ниту видот на ракот, ниту твоите наоди не треба да го земеш тојлет. Не, тоа е затоа што јас сум демек не сум богат, немам пари, не знам што. Не, тоа и не е заради така. тоа, Тоа да, сакам и не да можеш да му појасниме. објасниш. Така, Не можеш да му они објасниш мислат дека ти дека не јас немам- одговараш. да, точно. дека не одговараш, Дека например. сите пациенти што одговарат за терапијата се поминуваат на онколошкиот конзилиум и си ја примаат терапијата што им следува и што одговара за нив. Да. Не може секој да прима терапија хормонска кога туморот не е хормонски зависен. Па тоа беше, тоа е проблемот и кај нас што сите сме доктори, Да. сите сме стручњаци за фудбал, сите сме не знам за што, значи сите се знаеме буквално. И сите знае како треба да се лекуваат. Појма нема. Мислам, никој не треба да знае. Да. Јас, Не например, треба кога да се ќе чита отидам, да, премногу. и не треба, бидејќи и оние што се написи и по разни друштвени мрежи што се, значи се што пишува во тоа. И на сите само тоа им кажувам, кај онкологот твој. Значи само ако некој може да ти помогне, кај него. Баш кај тоа редовните, тоа ја не сум репер за тоа, пошто на ништо не отидов. Редовните прегледи, нели, што кажуваат, меѓутоа еве сега од оваа позиција стварно можам да апелирам дека треба на редовни контроли да се оди, на редовни прегледи, особено жените. Така. Затоа што не поштедува оваа болест ниту како што рековте 19 годишна, ниту 69 годишна. Ниту па 90 годишна. Ниту 90 и нешто. Старата е Така. пациентка 92 годишна. 92? Да. Затоа треба да се оди, мислам, сега можам да го кажам тоа со стварно чиста совест. А претходно бев најнедисциплинираниот човек. Да, многу дојде исплашена. Исплашена. Не бев свесна за себе, повеќе од колку исплашена. Не бев свесна што ми се случува. Али Али Еве борбена. го, да. Борбена беше, да. И ти и семејството, морам да кажам, дека голем удел има и семејството. па јас мислам дека семејството треба да биде најголема подкрепа на секој болен од рак, без разлика жена, маж, од кој тип на рак е. Потоа јас имав огромна поддршка од сите мои пријатели. Тоа, мислам, во ниту еден момент не ме оставија сама и кој ќе ми рече, ама ти можеш ли да зборуваш, сакаш ли да... Абе, луѓе, викам, јас сум човек кој што зборува. Цел живот сум зборувала. Викам, значи, јас сакам, викам, да контактирам со сите и да зборувам и доаѓа во болница, кој кога може, ќе ми се јават по телефон. Мене тоа ми исполнуваше. И затоа кажам дека секој и добар збор, и пријателски совет, и пријателска поддршка многу помага. Барем мене многу ми значи. Така, и зборот. Зборовите на докторите не е само повели терапија и толку, него ние сме повеќе како психолози, сака разговараме. нека зборува и ова што излезе се во јавноста. Меѓутоа, целиот персонал, и од докторите, и од медицинските сестри, и од оние на шалтер дури што работат, на онкологија, значи се врвни професионалци, на вистина. Дека е Марина тука и дека ми е онколог, меѓутоа на вистина на секого во рамките на можностите што се во лоши се, знаеме какви се условите. Значи им пружаат на пациентите она што е дури некогаш невозможно. Затоа што не е лесно полна ординација со пациенти да ве чека да ги примите или да Ние седат. и секој ден држиме амбуланта, тоа е. Тоа е страшно. Стрпувачки, да. Да. Дали се случува често пациентка да побара контралатерална мастектомија да се направи, а да нема ништо на другата града? Пошто кај нас обично, дали да оперирам другата града, ќе одам кај торакалниот, ќе се консултирам. Дали бараат? Дали мислат дека со тоа нема да се појави на другата града, еве вака? Кој искуство? Посебно кај помлада популација, да, има неколку пациентки што инсистираат, Така. без да знаат дали има потреба да се прави контралатерална Дали се прави мастектомија. тоа рутински, мислам, Мислам, или не? рутински, Не. ние нели кога ги оперираме, Кога ги немаме бараат, тие, зборам. кога бараат, ние Е, ги така. немаме веќе испитувањата генетски Ски. направено. Е, Така да така. ние немаме потврда дека да може да направиме во ист такт и операција и операција, да кажем, на болната дојка и на контралатералната и на да. другата дојка, зашто тие испитувања нели се чекаат Да, се 3-4 чекаат. месеци, така да Да.
За тие 3-4 месеци сигурно ние хируршкиот третман нема да чекаме да биде. Тоа може најверојатно и кај има некој, ама тоа е знаете од оној тип па јас слушнав па сакам да го направам, нели тоа беше многу модерно во период после со Анџелина Џоли, тоа значи сите тоа го без разлика да се тоа, значи има протокол кога и зошто треба да се направи. Значи ако се носители на тие гените, нели? Ете така. Тогаш се прави контралатерална мастектомија. Зашто можда, би се појавила. А инаку, тогаш нема ризик дека би се појавило на другата дојка. И нема потреба да се вади дојката. Јас и тоа им го кажувам, да апелираме дека контралатералната дојка не се вади ако не се генетски носители на гените. Точно, ако нема потреба, да. Так. Или па ако пациентката најдобро ако започнува нели со неоадјувантна, нели прво предоперативна да кажам хемотерапија, тогаш во тој период ние може нели да ги добиеме тие испитувања, така да тогаш во ист акт може да се направи и таа интервенција. Така. Кате? Не, мене една работа ме интересира, еве тука е докторката, значи што со лимфната дренажа? Што после операцијата? Што со лимфната дренажа? Не, и целосно, мислам, што треба да се направи, освен што јас си одам, нели, на онколог си ја примам редовната таа што е терапија, што друго треба да се направи за оперираното место, за раката, за не знам. Ништо, значи најнормално функционирање со раката, значи во целосен опсег, како пред хируршка интервенција, така и после тоа. Лимфната дренажа е нарушена заради тоа што се отстраните лимфните јазли. И може да се појави во после 3, 4, 5 години, може дури и многу подоцна да се појави и лимфедем, тоа е тој отокот што вие сте го имале пред започна терапија, точно, ама гледате дека терапијата па помогнала и немате веќе лимфедем. Значи тоа е од самиот, да кажам, најверојатно таа лимфаденопатија што била поприлично напредната. Пред да ја почнете терапијата. И во принцип ги советуваме пациентките да не дигаат тешко со оперираната рака и да функционираат најнормално. Дури одма после операцијата? Да, дури одма после операцијата. Особено оние пациентки кои што во ист акт не добиваат и протеза. Значи тоа од пластичниот хирург е, нели, каде што треба тие движења да бидат ограничени. Значи да го нема тој опсег да го нема тој полн опсег на движење на раката. Инаку од она што успеав да го забележам, значи на трокална има подобри услови за работа од тоа ја што го видов, отколку на онкологија. Добро. Јас тоа е мој впечаток, значи дека е така. И навистина е жално што и предмалку го кажав дека ниту еден кај нас политичар, влада, политичка партија, што и да е, не се зафати да го реши проблемот со здравството. Мислам, сигурно е тоа скапа работа. Меѓутоа, кога ќе ми текне дека треба да дојдам на терапија, дека не можеш да влезеш внатре да се паркираш, почнувајќи од паркингот. Значи немаш каде да се... Вие еднаш доаѓате ние секој ден. Да. Можам да се замислам. Меѓутоа има јас првиот пат кога дојдов, значи се движев многу потешко. И ми беше тешко сега да ме остават надвор па да влезам јас внатре, ама па да се шеташ пола саат на паркингот, значи почнувајќи од паркингот. Да, и после сите се исторат на докторите, он почнува од таму и завршува кај нас, пошто ни веќе каснат, многу луѓе се дојдени наутро, пред 6 часот доаѓаат. Па доаѓаат изгледа порано, да. Да, и после они се лути, касниме сите и така. Иначе се тоа е зачаран круг. Вистина е здравството скапо, ама нема ништо поскапо од човечки живот. Така. Па затоа велам дека што и да е, треба да се направи на вистина да се значи не се помога само на лекарите, на болниците и на пациентите и на нивните семејства. Фактички тоа е цел еден круг кој што е поврзан и на кого му е неопходно, како велиме ние, здраво здравство. Никој не се нафати да го излечи здравството. А на вистина е многу тешко. Јас кога ќе апелираме, мислам, како доктори бараме кога ќе дојдам на онкологија, пошто сум таму нели најредовна, да.
И кога ја примав јас хемотерапијата, ја примав, нели има на некои ја примат на 21 ден, јас ја примав на еднаш неделно. Да. И кога ќе влезеш внатре, буквално вака нели правиш со рацете за да можеш да се пробиеш од луѓе што чекаат. Сега јас можам да замислам колку им е тешко. А те јас имам некоја привилегија, од Скопје сум, Да. полесно ми е, Да. нели можеш да почекаш, можеш да се вратиш. Да, ама Замислете ги ти од многу- Гевгелија и од Охрид. Да, ама многу и пациентите се, како да кажам, не разбираат, затоа што често пати ќе влезе во амбуланта веќе 12 сати и ми вика, леде докторка, вика, ние сме многу, вие сте една, вас ви е потешко, ние сме барем многу уходник. Страшно е да не можеш ама не страшно да е седнеш, многу, мислам, не да. можеш да помислиш за Да, за седнување, нема кај да застанеш. Да, Нема бројката е капацитет таа доволно. на пациенти, капацитетот на болницата е тоа. Многу мал. И Се она што трудат, има гледам се трудат за да се направи дисперзирање на пациентите, па сега очекуваме Она што позитивни највеќе се резултати. плашат пациентите е дали ќе има лекарства, дали ќе има лекови. Да нема државата пари да ги купи лековите и се. Тоа верувајте е траума за секој пациент. Да, види, ние сме мала држава и на овие, мислам, ова се мали пазари за буџет кај нас. Иновативните лекови се многу скапи и верувам дека и веќе се одвојат поголеми буџети за третман на особено на онколошките пациенти. Па добро е мој апел на пример до и до министерот и до сите дека вложувањето во здравството не треба да кратат на вложување во здравството. Нека се испита се. Што се правело, како се правело, кој е виновен, дали има виновник и се, меѓутоа не треба да ги казнуваат пациентите. Пациентите најмалку што точно. треба е да чувствуваат сега освен болеста или што ја имаат, што им е на врат, и уште да чувствуваат дали сега ќе имам јас Да, види, тоа не погодува и нас докторите. Секој Сигурно. доктор сака да има добар пациент, да има излечен пациент, Да. така и да има лекови за секој пациент. Зашто ние сме таму за пациентите. Затоа и Точно. одиме на работа пред се. Кај пациентите не се проблем лекарите. Да. Јас Да. зборувам од улога на пациент. Да. Не се проблем лекарите, не се проблем ни медицинските сестри. Мислам, тие треба да бидат во број што е доволен за да ги опфати сите што се Дефицит пациенти. имаме на кадар, Меѓутоа да. и Да. условите што се и лековите и се треба да биде да имаат еден спокој. Пациентите дека се ќе биде сигурност. како што Да, се да, нема. Сигурност. емотивно, да, Сигурност. емотивно го доживуваат тоа. Инаку сите се Секој врзуваат со доаѓање. лекарите. Сите се врзуваат. И во нив ја гледаат најголемата, единствената уствари спас. Единствениот спас. Психолошки е многу важно кога доаѓаат пред се, не може да дојде со здрав дека лекот го нема. Пациентот зборувам. Така да тоа е многу важна психолошката поддршка и нас не е тешко да треба да објасниме во моментот го има, го нема. Така да се надевам дека ќе се превземе тоа. Јас пред 3 недели, нели, кога доаѓав за наторокална, и сега знам, немам представа што ќе се случува, меѓутоа од прилика знам. И ајде не се плаши кој ќе ми рече, абе лесно вие, викам вас овако, јас идам под нож, не идете вие, викам под нож. И на пример мене ми требаше подготовка психичка дека треба да се оперира. Марина најдобро знае. Да. Со Кирка ми се договара како дека тоа ќе Како ми да го и соопштат, како соопштиме дека треба да оди на торакално. дека треба да идам на торакална. Да. И, на пример, мене тоа многу ми значеше. Да, и обично Керка доаѓа и ги издава вака прави, така прави, дојди Марина, ти да и кажеш. Да. Да. Најголем Да. шпион е она и она Вика, се пак кажува. си ме шпионирала кај докторката. Да. Па, Да. она се Ама буквално најголема поддршка знае, најголема беше поддршка, целата, да. да, целата. И цело време и целата- сега доаѓа на сите Третман. терапии, на третмани доаѓа нон-стоп со доаѓаше со со мене. неја. Така. Па и сега Така, доаѓа. И сега, И се сега уште. доаѓа. Да. Затоа што може да си го дозволи таков тип на работа, има нели и од дома и од овакво ги прави и смените и секако што неа и одговара. И јас пошто сум еден голем кукавица, за друго не, ама за лекари, за тие стварно сум голем кукавица. И ако нема никој со мене, не знам, може и да се свртам, да се вратам назад. И се смеевме кога дојдоа да ме донесат на торокална, или навечер, за утреента да биде операцијата. Дојдоа и внукот. Го донесат, тој има 4,5 години. И вика, они веќе зборувале нешто дома и вика,
вративе овдека ги затварат, нели со звонче кај вас не може да се влезе така. Да. Вика ги затвораат и затвараат, вика на баба за да не побегне. Да. Тоа беше сите ме значи знаат сите дека знаеле, така, дури да. детето. И он слушал, мислам, што било како било. Тоа е. И сега, например, клексаните кои ми ги ставаа и се, и они се многу реални, например, сето тоа го гледаат, пошто зет ми ставаше клексани, а он ми беше медицинска сестра и после тоа со памукчето што е со алкохол, па малата од 2 години ке дојдеше и она као брише нешто прави. И они беа пуни себе, така не знам што прават. Значи, затоа зборот ми е дека треба убаво да им се објасни на пациентите да знаат и тоа да има поддршка од фамилијата, од најблиските, од кого и да е, меѓутоа поддршката е неопходна. Неопходна е. Така. И, например, кај вас кога се доаѓа е страшно, мислам, торакална хирургија, мислам дека е најстрашното овакво нешто. Меѓутоа, кога дојдов, некако бев сигурна во себе, дека добар избор права, мислам, пошто така ме убедија дека е најдобар избор. да. Додуша првиот ден кога не Се можеш поздрави да... она со сите, тоа знам дека се Со поздрави. сите? Мене ми се јави, викам кате, викам супер ќе бидеш, викам добре Значи, ќе не сте бидеш, го еве поминале сега по сум. тешкиот пат, туку Да. правилниот пат, ја ќе кажам. Е така. Па добро, Хемото ама после. никој не го знае правилниот пат, нели, во моментот кога треба да се донесе таа одлука и треба да те подбутне некој. Почнувајќи од лекарот до сите треба да ти објаснат дека тоа е единствениот пат. Јас, нели, пошто не сум научена да така да седам и се, и вечерта кога не можев да станам, нозете ми играа ко гума и леле викам што направив. Зашто Зашто се дојдов да се оперирав? оперирам? Да, Прво и тоа мене, ми да, беше. и мене Зошто спомна. дојдов да се оперирам кога мене ми е сега полошо од претходно. Меѓутоа тоа траеше 1-2 дена валјда од тие лекарства зашто ги примав за болки и стварно во ниеден момент еве до сега јас немам почувствувано болка. Што ми направија, како ми дава, значи јас немам почувствувано Значи, болка. тоа е добро, да, а значи не сум добри сте. на јаки лекарства. Така. Кетонал некогаш вика кога ќе те заболи написи и така, меѓутоа не сум на никакви лекарства. Така што валјда е добро завршена работата. Јас само тоа се надевам дека е добро така завршена. ќе биде со позитивна мисла. Да. Све Тоа е ќе биде најважно. добро, да. Колку трае постоперативен период, колку време седат пациентките после операција на торакална? 24 сати до 48. Во зависност ако има Така. потреба и подоцна. Значи, Така. по 3-4 дена плюс. Имате ли вака чести компликации постоперативни? Не, Или не? не. Има постоперација. Јас седев 24 часа, Да. толку беше и докторот рече да ја видам раната, ја виде, вика, утре можеш да си одиш и кој им кажав и сите ми вика, тебе вика ни на торакална, ни ќе да те задржат. Да, првото прашање беше тоа колку време ќе се задржам, А, ми да. кажа дека ќе седам, не знам колку ми рече. Па не знам кој ми кажува 7-10 7 дена. 10 леле, дена викам, ќе што лежам. правам? Не викам како, викам Не. ќе лежиш 10 дена, викам пациентите Не знам. знаев, не знаев. Да, да, Не отприлика знаев. максимум знам дека 3 дена се Да, и сите очекува задржуваат. дека тоа треба да се лежи, Аха. а после операција пациентите стануваат, нели? Веднаш така. Мислам, неколку сати после самата интервенција, пациентите вечерта најнормално функционираат. Функционираат. Јас знам дека И бев за мртва дренот. гладна. Кој И како за- сака нека и за каже. дренот, да објасниме за дренот малце, за торакалниот дрен, ако може им се поставува нели торакален дрен и... Не торакален дрен со вакуум. А, Значи, дрен, тоа е да во така? самата рана. Добре? Да, за да може заради тоа што се лимфните жлезди од страните, Така. лимфната дренажа е зголемена. Така. И има истекување на лимфа, Така. која што би била присутна следните неколку дена. Затоа го поставуваме Така. дренот. И ние кога ќе ги Што не си пуштиме најчесто... сплашени од дренот, од за дренот ме Не, прашуваш. ние кога ќе ги пуштиме пациентите после 24 до 48 сати дома, ги најчесто ги пуштаме, да не кажам сите ги пуштаме со дренот. Така Да. така да ги едуцираме како треба да го празнат дренот и како да го менаџираат. Ете Фактички така да тоа не е нешто страшно, ама тоа е дека И не е ни треба да тешко, ни остане- комплицирано. Да, Еве не е на ни сите тешко, можам не е да ни кажам дека комплицирано. е на вистина да, многу имаше едноставно. најголема страф од дренот. Да. Што Да, има можам лошо да искуство. кажам. Меѓутоа, прашуваше на 30 вистина дена е ќе го сега, носам дренот. Ја мислев неколку ќе биде. Да. Не, тоа е неколку Меѓутоа дена е само. многу софистицирано сега и многу е едноставно на вистина. Елегантно. Да. Се за елегантно Па добро, не е кој ќе ми медицината. текне црева дека влечев со мене,
Ама добро, воопшто не е комплицирано и не е тешко ни ракувањето со дренот, празнењето, на што е неопходно, нели? Така што нормално може да се функционира. И дека не треба, ама баш никој да се плаши од тоа. Од оперативен зафат. Од оперативниот зафат. Мислам, иако е операција си операција, сега да се разбереме, сечење си е сечење. Меѓутоа, зависи валјда и од организмот и од подготвеноста на пациентот како ќе се справи со тоа. И психолошки треба да си спремен пред све. Ма воопшто не бе психолошки спремен. Воопшто не бе. Ама кога мора веќе Да. Треба. треба. Да. Не, ја викам сега и си напишав овакво, пошто јас моите чувства и мисли и пораки што се ги изразувам со пишување. Цел живот тоа сум го правела. И нешто почнав да шкрабам, да пишувам, цел во каферман. Ми се јавува еден колега, значи јас бев негде 11 саат од прилика на... Тоа после операцијата беше? Не, пред операцијата. Пред операцијата. И си седнав на телефонот, си напишав што е, и ми се јавуваат овако сите, ти вика, пак вика, штракаш, вика, и пишу. Не можам, вика. Не можам дека не го кажам тоа и не излезе од мене. Мене ми е потешко. Марина знае пред секоја хемотерапија, додека нели ми испитуваат крвта, дали можам да примам, дали не. Ја на телефонот и си пишувам овако, да. Како се чувствувам, што се чувствувам, затоа што мислам дека моето искуство, кое што беше погрешно, мислам, тоа со сигурно сега го кажувам, дека треба да го знаат сите и да учат од тоа како не треба. Јас бев типичен пример секако што не треба. Така што Така. со тоа ми се олеснува, да. Не треба да се крие. Да, не треба да се крие. Стравот е голем, точно, околу терапија, околу операција, околу све, ама не треба да се крие болеста. Добре, ја немаше да дојдам до оваа ситуација да кажев на време. Да. Сигурно можеби ќе отидев директно на торокална и после тоа на онкологија, многу ќе беше полесно. Ја го поминав, оној баш најтешкиот пат. И еве го година тена, јас се соочувам со тоа, меѓутоа јас со тоа живеам. Кога ми рекоа, демек толку од неа, не знам што, не е ни битно. Значи, после тоа отидов во Америка, летав со авион, се шетам, немам никаков проблем. Например, некој ме советува, немој да јадеш, немој ова да правиш, немој она да правиш. Меѓутоа, кога ми рекоа онколозите, ти прави си се што сакаш, препораката беше шеќери рафинирани, нели, да не се конзумираат. И јас тоа го почитувам. И валјда и среќа што имам и апетит. Ја прво нешто што направив после операцијата, или претходно не треба да се јаде колку доаѓа таму 12 часа или не знам што. Викам, донесете ми бре јадење, викам, ја ќе умрам овдека со јадење. И ми донесоа јадење, си го изедов, а сестрата дојде медицинска и ми вика, немојте, вика, Катерина, вика, премногу да не ви се слоши. Ништо не ми е, викам, само ја да се најадам, викам, убаво. Валјда и тоа многу битно и организмот да биде и на некој начин заштитен со и храна разновидна да внесува и квалитетна храна. Например, јас не сум против тоа дали ако сака некој и оние што се алтернативни лекарства, меѓутоа прво е она што ќе ви го кажат и ќе ви го препорачаат како терапија, ако треба зрачење, ако треба операција, па после кој сака нека си пие витамини, нека пие калинки, цвекло, не знам што, сето тоа помага. Да, последно време има многу, значи како некој наплив дека прво страв од биопсијата која прават, мислат дека болеста ќе се расшири. Да. Значи тоа се во последно време повторно се враќа. Тоа беше пред да кажам, десетина години дека ако се биопсира дека болеста ќе се расшири, повторно сега го има тој страв кај пациентите и тоа дека не би сакале да имаат хируршки третман, туку би оделе со некоја алтернативна терапија, значи со некои, да кажам, треви да се лекуваат. Так, со билки. Со билки или па воопшто да не се хранат, нели, или воопшто да не внесуваат храна. Затоа за да не се храни со проширена болест после доаѓаат. Да, затоа со проширена болест немаат кај да одат и кога ќе дојде време кај што мислат дека карциномот така би се уништил ако не внесуваат храна, мислам, тоа ми беше. Да, нешто. Јас баш мислам дека би требало квалитетно да се храни секој онколошки пациент. Да, често пати и да внесува се што треба. Дали да не јадам 30 дена, да сум само на вода, сега гледам
према нешто тоа се стремат пациентиве. многу. Да. Не, јас си јадев. Јас си јадев и затоа што имав и апетит. Така. Имав и апетит. Иако велам, например, се трудам витаминската терапија да ја внесам, се што ќе слушнам дека е добро, окей. Меѓутоа, она што е најголемата глупост е ќе се лекувате само со нејадење или со не знам кои билки или не знам што. Да беше така, сите ќе бевме излекувани. Точно. Никој немаше да иде на Точно. онкологија, Или никој немаше да иде. Значи, тоа може да биде нешто плюс. Они Меѓутоа- често пати после операција, значи не се јавуваат на онколог, се третираат, да. Се третираат со билки, после година-две се проширува болеста, пошто не е примена терапијата што треба да се прими и после доаѓаат како проширена болест. И уште полошо е тоа. Уште полошо, да. Што да. ние да. локално ние локално ја третираме болеста. Да, локален третман. Главната улога ја има онкологот, значи. Без разлика дали претходно ќе почне пациентот со предоперативно ќе почне Прв хирургова онколошка да го терапија каже. или после тоа, ама Прв хирургова да го секогаш каже. кажувам, Да. дека ние сите сме Така. алка во лекувањето, но сепак главниот збор го има онкологот. Зашто најчесто после тоа контролите настина заборавите, ама кај онкологот ќе да. бидат Редовно. чисто. Ева Редовни. скидам до раната, додека не ви ги извадите конците и после тоа може би, а кај онкологот треба да се иде на вистина редовно. И тревки убаво е, се е тоа убаво. Нека примаат сите што сакаат, например, ако веруваат во тоа. Најбитно е да веруваш во тоа. Зашто го примаш? Меѓутоа, не го избегнувајте ниту онкологот, ниту торакалниот хирург, ако треба. Колку операции имате неделно, да речеме, на торакално? За карцином на карцином дојка. на дојка? Да. Па, Дали има нека статистика, нешто? Прилика. 30 на 20, 30. Така. Значи неделно 30 операции. 20 на 30. Така. Па јас колку што гледав, по 5-6 дневно имаше. Ама тоа Јас не се кога бев? сите, значи ние третираме, ние сме Да, и торакални, васкуларната, тироидна, знам. Знам. белдроп, хранопровод, исто и васкуларна хирургија, значи така да. Заеднички се операциите и салите. И она што е многу битно, еве како во улога, пошто цел живот сум била новинар. Она што треба да го прават медиумите е да прават овој тип на пример на емисии. Јас кога ми каже Марина дека почнале на вистина е многу полесно. Затоа што секој треба да го слушне ова, да ги слушне искуствата, да го слушне докторот еден, да слушне друг доктор. Многу е битно да се прават вакви емисии и да се едуцира да се населението. едуцира населението. Да. Затоа што најдобро е кога на Само емисија вака, ќе види да. и Преку паталец примери. и Ете така. лекар кога ќе Точно, види. преку точно. примери е најубаво. Колку пати да советуваме, излагаме на телевизија, апелираме за скрининг, да се прават мамографи, доколку има некоја промена да се упатат на преку матичен лекар на радиолог да се направат снимки све. Мислам, друго е кога ќе каже пациент и кога ќе се каже преку пример. Затоа и Затоа значи и е вашата целта на улога овој е подкаст. се, меѓутоа Да. и на медиумите Да. е многу значајна улогата во оваа битка. Многу е значајна. Да бидат луѓето правилно информирани и да знаат што треба да прават. Затоа што верувајте, многумина се изгубени и не знаат, например, ни кај да отидат, ни што да отидат. Друго е кога на овој начин се едуцираат и ја слушаат вистината. Затоа што од мене можат да слушнат, јас што сум поминала, од друг ќе слушнат исто што поминал. Значи, ќе слушнат како треба да се однесуваат. А вака кој ќе им каже? Така. Многу е И еве значајно. после можам да кажам и одма после првиот подкаст имав и многу мислам добро е тоа што многу пациенти ми се јавија што имаат ете промена и што веднаш ги пратив на радиолог за да се направи ехо на дојки, за мамографии, што имаат промени, да ме исконсултираа, сакам да кажам, тоа е добро. Тоа е знак дека еве влијае. Јас бидејќи веднаш овакво си напишав овакво и сите дознаа, мислам, што ми викаат, ти не кеше никој да знае, ама сега вака цела Македонија дозна што имаш и што не си направила како што треба. И на пример некој од колеги, пријатели, бекате, зашто зборуваш вака отворено? Викам, луѓе, зашто да не зборувам?
Значи прво Тоа треба одговорност, другите да знаат. Општествена Второ одговорност. викам, јас не сум ниту заразна, ниту губава. Значи, Точно. нас Треба да се знае Треба да се пациентите знае, што имаат треба да карциноми зборуваат. дека дека Да. може да кажат не треба да се кријат, обично кријат од роднини, од пријатели, нема дека што да тоа се крие, не тоа не е ништо срамно. точно. Јас не сум правила ништо. Тоа е веќе хронично заболување, посебно И проширената. затоа болест. мислам дека треба многу отворено за ова да се говори. Многу отворено треба да се говори. Јас бидејќи криев знам како е најдобра, ама од сегашен агол на гледање треба на вистина сите отворено. Прво пациентите треба да зборуваат отворено, треба лекарите да зборуваат, сите треба да зборуваат отворено за овие, за сите болести уствари, меѓутоа ракот на вистина не е болест која што некого може да зарази, да направи нешто. Апсолутно, тоа е како беше состојба. Состојба, да. Состојба на организмот. Состојба. И треба само на овој начин, мислам дека е најдобро да се треба сите апелира, да се бориме. Да, сите. Пациентите, лекарите, надлежните, Сите заедно, сите што сите имаат. заедно. Така. Јас затоа велам кога ќе ми рече некој гледаш ли што се случува на онкологија, не знам што, луѓе, што сакате да се случува? Значи таму треба да се стави овакво ред, да се донесат лекари, да има услови Точно, подобри се, персонално. што може да направат, што може да направи сам директорот, што може да направат лекарите сами, што може да направат медицинските сестри, ништо не може да направат. Тие одат, сега бев на оваква терапија, од еден на друг одат за да ставаат инекции, да вадат крв, не знам што, па имаше една жена беше потежок случај, значи за да ја прима, да помине меѓу пациентите, пошто не беше ни подвижна како што треба. Значи, треба да се овозможат услови во држава. Услови треба да им даде. Сигурно и вие имате нешто што треба да биде подобрено на Торокална. Секогаш може да биде Секогаш може. Например, има гужви, јас на преврска нели кога доаѓам, има гужви. Нешто за пациентиве или Како што листа, да. листа на чекање класично ние немаме. Значи, Така, тоа како така. што ги кажуваме пациентите и најчесто Така. во зависност од итноста на хируршкиот третман, така ги Да, така ама ги брзо викаме оди, тоа. брзо. Брзо оди, до сега немаме некој пациент Релативно, што да. да се пожали од дека чека на торакално. Не сум Брзо слушнала оди, ни јас, да, да, оперативните зафати од доста брзо. Па многу е лесно под нож Затоа и критиките се готова. само кај нас. На онкологија треба долгорочно да се лекуваш. Да. Постојано доаѓаат пациентите, се со Постојано е хронични гужвата. третман. Да. Да, гужвата е постојано. Ви имате доле само во амбулантите, бидејќи сите сакаат нели да дојдат, колку и да се направи, треба валјда, не знам, поголем број на кабини или не знам што, за да иначе Не, тоа се пациенти што чекаат во мој термин, што имаат резервирано, нели. па затоа велам нешто термини, тоа треба само. Ама тоа се резервирани термини кај одредени доктори кои што се тој не ден можеш во докторот. амбуланта. Да, Па си добро, го барат јас стрикно одам кај докторот. лекарот што Да. мене ме оперира. Да. И сега во принцип, значи има пациенти кои што се со приоритетни и со итни упати кои што треба да ги почекаат тие пациенти. Што им Ама се никој не редовно ги да закажани. Никој не ги да чека, да се разбереме. И Да, ние не секој сакаме да сака- чекаме во знам. банка, ама чекаме, Да. нели? Да. И Јас секој не сака сакам ни да на заврши. онкологија да чекам, ниту да одам, ни ништо, меѓутоа морам и ќе отиде, секој сака да заврши работа. Меѓутоа најтешко е од она што кога лежев го гледав, кога ќе дојде некој од Охрид, од Битола или не знам што, па нема време да го примиш. И знам колку пати остануваа после работа, затоа што сега како ќе го вратат тој во Гевгелија да си оди, па да дојде утредента. Значи не секој може да си обезбеди хотел во Скопје да преспие. Да преспие. Значи затоа не знам. И мислам дека сте и премалку лекари, премалку медицински Не сестри. треба кадар. Треба Кадар треба Треба. пред све за да за добар третман, треба кадар, требаат лекови. Се надеваме дека сега ќе имаат разбирање на вистина за И добра Мислам дека организација. е добра организација, да. Сега мислам дека ќе се промени после ова се работата на онкологија. Па добро, и јас се надевам, и сите се надеваме надеваме дека- уствари дека ќе Да, се ќе- подобри, ќе Ќе се имаат во обзир. во обзир дека ќе ја имаат Да. состојбата. Целата состојба. Мислам дека се крена Апелираме и прашина, многу да. ние апелираме преку преку медиуми на работа, преку нашиот конзилиум онколошки.
И Реку само не докторите. треба да се шират дезинформации. Точно, кој тоа како ни е, тоа е најголем сака нека проблем во каже, државата. Значи, Да. најлошо е Затоа што- дезинформации за Точно. што и да е. Например, некој чул на чул, Точно. па ќе ја пренесе информацијата и се создава паника. Тоа е, мислам, најлошото Затоа и не сакаат да доаѓаат последно Да. после случката Да, на зашто ви- онкологија. Веќе Они сте имаат жигосани. страв, да, они имаат страв да дојдат буквално пациентите. Имам пациентка сега со билатерална дојка, се лекувала во приватна болница, ама средствата се тие, буџетот е тој за во приватните болници, нели, мислам, ние сме таква држава. И па вика, не е волку страшно на онкологија како што ми збореа. Вика, ние гледавме, вика, на телевизија, не е толку страшно. Викам, вие не знам како не замислувате. И за тоа ми беше, да ти кажам, таа беше млада жена, 34 години, и ми беше ете така, викам, мора да се направи нешто, да луѓето сватат дека, Да. значи сите сме таму за пациентите, за да ги лекуваме пациентите. Тоа е најбитното. Тоа е Затоа, најбитното. да. Да, и тоа Сме дали поистоветуваат- Хипократова заклетва за Тоа поистоветуваат пациентите. примање хемотерапија со тоа по амерички филмови што гледаме. Така. Или инвалидски колички како пациенти се, не знам. Да. И одма кој каже хемотерапија мислат готова, косата ќе да, падне, да, тоа, да. И дека Да, тоа да, е тоа е крај. крај. Значи, Да. нема. Верувајте, тука кусата нема. паѓањето е најмала работа. Во сето ова што е, јас се нели што преживеав, кога почна да ми јас не ни чекав да ми падне оваква косата. Не ни чекав. Затоа што кажам ја да преживувам да го гледам, нема шанси. И многу лесно, например, тоа го преживеав. И секој треба да го свати така. Коса паѓа и коса расте. Тоа е најмалата работа. Друго е да се избориш со она зло што го носиш во себе. Тоа е најбитното, у суштина. А иначе, резовите и косата паѓање и се е тоа минливо. Барем според мене. Например, јас се чувствувам добро. Дали ми е косата падната, дали не ми е, дали на фризер сум била, дали не сум била. Сега не знам како ќе иде тоа со резот, со раката, со лимфните дренажи и со не знам што, меѓутоа ја пак се осеќам нели дека сум требала тоа да го направам и добро се чувствувам. И не треба да се избегнува, иако сакам да ја побегнам на Марина, да не ме праќа на операција, меѓутоа пак овакво кое ќе погледнам, значи знам да паднам во кризи, тоа е и нормална оваква работа. Значи зашто го направив се тоа што ми требаше? И онака нема спас, например, во некои моменти доаѓа, тешко е. Тешко е, меѓутоа, ако имаш некој покрај себе да ти каже немој така, дури да те освести, не зборувај овакво глупости, мисли на сите околу тебе кои што те сакаат, а гледаш вика колку луѓе има што те сакаат, значи не смееш викова да го кажуваш. И во тој момент ќе ми дојде нели она на место штрафчето кое што се поместила. И, например, мене многу ми помогна во болница, ми вика, Кирка, ми ќе ги донесам, вика, внуците. Викам, мајо, во болница на онкологија, викам, како ќе ги донесеш? Што има врска? Вика, ќе ги донесеш. А јас, стварно, вика, дали ти сакаш, вика, само да ги видиш? И мене ми беше страв малиот, например, да не се уплаши, бидејќи имав она канила, како се вика, ставено. И кога влегоа, ималиот прво ми рече, ти баба си била неумна, вика. И докторот затоа дошол да те боцка. И они кога дојда, и внука ми зетот со малата кога дојда, и сите доаѓаа. Меѓутоа, нив кога ги видов, некако почувствував желба и елан дека има зошто да се бора. Дека имам зошто да се бора. После која терапија каде беше подобра? После која? Мене многу брзо ми делуваше. Да. Нели ке мене Тоа беше да поделено, ке мене беше поделено да се движиш. Беше хоспитализирана, така? Да, меѓутоа не, веднаш јас почнав вториот, третиот ден веќе можев да почнам да си станувам. Ке мене беше проблем што плуќата ми беше наполнета со вода и фактички немав сила. И кога почна да се дренира нели течноста, веќе ми стана подобро. Меѓутоа јас првата хемотерапија кога ја примив и втората и веќе почна отокот да ми спласнува на раката и веднаш почнав да се чувствувам многу подобро. И да се движам и додуша зборувањето не ми беше никогаш проблем, али овакво тоа главно збореше. Главно само прашуваш. Само прашував. Ја и сега например прашувам, изборувам. Да. Затоа што сакам да знам овакво што се случува
И фактички јас и првите ефекти почнав да ги секако го делите тоа нели на една терапија на 3 дела. Да, Јас после еден првиот циклус дел така. После првиот дел од Еднаш првиот неделно. циклус јас така, веќе веднаш почнав беше да подобро. се чувствувам подобро. Тоа ми е поинтата да кажеме дека на пациентиве дека колку е да е лоша состојбата, треба да дојдат и да се упатат на онколог. Да не мислат дека еве готова сум во количка, не можам да се движам, дека тоа е крајот, ќе си седам дома и ќе се чекам. И уште една Дека работа нема најважна. решение. Ето Да. така. И уште една работа, јас мислам дека сега има посовремени валјда лекарства отколку порано. Точно. И например што кажуваат вака ќе ти биде после хемотерапија, онака ќе ти биде. Јас ништо не осетив. Буквално ништо не осетив. Ниту ми се лошеше, ниту чувствував слабост, ништо. Тоа е индивидуално и тоа Индивидуално, да. Најверојатно природно, индивидуално, значи, тоа е меѓутоа краткотрајно. Да. Јас бев подготвена, нели сега дека ќе ми се лоши се и седам едно саат време после хемотерапијата се и не знам Ме кого. праша да. Да. А мене ништо не ми е. Зашто не ми е, викам ништо. Дека ќе имаш. Па не, сите Да, зборуваат сите, дека да. треба да ти биде лошо. Мене на вистина многу лесно. Јас пак велам, најверојатно се многу пософистицирани сегашните лекови отколку порано. Така, И дека тоа така, многу понови. придонесува. И придонесува тоа што нели ќе си кажеш у глава дека мене нема да ми биде лошо, нема да ми се Да лоши, имам не ништо, знам што. да. И навистина во ниеден момент мене не ми се слоши. Во ниеден момент. Да, А бев терапии подготвена. добро ги поднесе. Сите. Да, Сите. буквално сите терапии. И И лабораториските науди и И морам да се симптоматологијата. пофалам дека после колку дена, после последната хемотерапија, едно 10 дена или како беше, летнав за Америка. Да, ме 21 праша. сат бев во Смеам ли авион. да одам, викам кате, ќе те Не, добив пуштам, дозвола. ама- Добив дозвола да одам. Да, и да навистина внимава, се, да. да, ама навистина да, се да се чувствав добро. одмара, пошто знам, нели, сака се прошета во Америка. Ма како сум пешачела И овакво. после ми кажа, не седев јас мирна, викам, јас знам дека нема да седиш Да. мирна. Ама не ми беше ништо. Стварно не ми беше ништо. Например, сега после операцијава ми е повеќе страф од операцијата раната уште е. и се уште Да. ми е оваква. Значи повеќе внимавам, меѓутоа мислам дека секој ден валјда е подобро и подобро дека оди. Треба да е. Валјда и треба додека не се навикне и организмот, како ми кажа некој, дека не се собере, вика, твојот организам, повторно, вика, сите коцкички да си дадат на свое место, бидејќи мојата операција, барем како што ми кажа, била една од потешките. Ама валјда ќе се или ќе бидат се среди резултатите добри. како што треба. И резултатите, тоа е најбитното сега, како што ќе покажат резултатите. Меѓутоа пак мислам дека и резултатите ја не очекувам дека тие нема да покажат дека имам Точно, рак, мислам, тоа сум свесна за тоа бидејќи јас знам што сум имала. Бидејќи ги читам, нели, иако ќерка ми нели ги собира сите резултати и сите доаѓаат до мене на некој начин. Особено еден што не требаше документ. Да, она води документација за Да, се. она се води Да, документација. да. И Она е носи. го гледам овакво еден од документите ставен во она што е Ги крие. редовната Тие се хормонална за терапија. мене. Тие што се за мене документи, тие што се за И неа кога читам, документи. нели, шифри некој има секоја Да, болест. да. И фактички моето на тоа што пишуваше беше рак на плуќа. А јас знам дека рак на плуќа е многу тешко овакво. И кога ме фати, викам, зашто? Викам, уопште одам, викам, кога имам демек рак на плуќа, не знам што, и Кирка ми вика, од кај ти е, вика тоа? Па мене ми вика се и Марина. Викам, да молим ја те објасни објасни, вика дека нема карцином на бели дробови. дека Да. всушност Викам, дека всушност тоа беше првата предпоставена да, кога за дојде дијагноза, со изливот кога дојде, Да. тоа беше првично, и, да. меѓутоа тоа Како стоеше, се шифрата, водеше таа и таа да. шифра, Она а нели има ја првиот Google извештај само видено, овакво да. го видов и кога прочитав, зашто викам вие ме лажете мене. И после излезе дека ја сменија нели дијагнозата и се дека не е фактички тоа, дека е рак на дојка, не е рак на плуќа како што беше првичната дијагноза. За среќа. Да. За среќа. За среќа. Али дека се сакам да знам. Навистина сакам и да бидам информирана. Добро е, лошо добро. е, не Јас е, искрена не знам што. сум со неа, све и кажувам, ама добро, И си ова, прашувам, и ова беше издојана сум, првиот знам. извештај, да, и малце, да. Тоа се шифрите што ги ставаме на почеток пред да се направи А корбиопсија. тие шифри ги пишува на Google, што значи? Да.
Ја не нашла шифра. А знаете дека многу што почнуваат со неоадјувантна терапија, млади пациентки, многу често болеста локално комплетно се повлекува. Значи, Да. сега мислам дека имам 3 такви пациентки и денес се оперирав исто млада пациентка каде што значи радиолошки болеста е комплетно повлечена после 8 циклуси хемотерапија. Со комплетен одговор. Затоа е комплетен важно одговор, многу, значи, таа предоперативна не може хемотерапија. Цел свет сега се стреми на тоа, на таа стреми. предоперативна веќе се спреведува. Да, тоа ако е по протокол, значи ако има позитивни лимфни жлезди, Така. тогаш се избегнува операција како прв факт, се започнува со неоадјувантна и после тоа се третира хируршки. Идејата нели е да уштедиме ткиво и самиот стадиум на болеста би бил многу по мал. Добро, и кај мене, нели, ракот беше во последниот скен покажа дека е во ремисија, така мислам дека го кажувате. Да. Дека Промените се во регресија. Да, Така. да, регресија или како беше. Мислам и пет скенот буквално тоа го покажа. Што е валјда е, мислам, добро. Тоа е добро, И докторот така. кога го гледаше првиот пет скен кој што е направен пред 1 година и сега, и он вика не можам да верувам дека се работи за истиот пациент. Буквално кој ги гледаше, мислам, ги испоредуваше, вика зарем за истиот пациент се работи, за истиот викам се работи. Значи добра терапија. Да. Па сега многу добра терапија. Да. Сите ми рекоа дека терапијата, пошто јас значи моите сакаа и додуше им кажавме на лекарите дека ќе ги пратиме на неколку места во светот. И ги пратија во Австрија, во Велика Британија, во Америка, Германија, Истанбул, не знам каде, сите овакво резултати што беа, пет скенот со CD и терапијата што ми е препишана. И буквално Што ја сите примам рекоа, онкологија. што ја почнав да ја примам. И буквално сите се согласија дека ова е единствената и најдобра терапија. И јас кога ми кажаа, мислам дека е така, и чувствуваш сигурност. Али не криев им кажав дека ќе ги пратам. Додуше така и ми рекоа, вика, воопшто, вика, не сме ниту суетни, ниту нешто, вика, прати ги каде сакаш, да, вика, и нас второ мислење, например, ќе ми е... Да, точно, Да. точно. И не ми се наљутија, додуше, кога ги пратив, нема зашто. Да. Дури ми рекоа дека е подобро да ги пратиш, ние се чувствуваме, вика, посигурни кога ќе добиеме потврда дека е така. А и мене ми беше многу значајно. И на моето семејство. Сакаа да бидат сигурни дека е тоа вистинскиот третман што го добивам. И сега не знам јас кога не знам само дали беше ова хормоналната терапија и сега некој ми кажува од и дали доктор или сестра како беше, вика ова ќе си го примаш, вика сигурно, вика 2-3 години. И ја викам вие, викам тоа вие оптимисти сте, викам ја дека ќе живеам, викам 3 години. И ми викаат, ма зашто, вика, така зборуваш, па викам така ми изгледаше, викам оваква таа безизлезна ситуација дека ќе живееш 3 години, некој ќе ти подари. Буквално јас така го сметам како подарок оваа година плюс што ја живеам. Беше работата дали ќе го доживеам првиот роден ден на внука ми, пошто е родена на 13 ноември. И керка ми стално ми вика, се опоруваме се од операцијата на 13 вика треба да да. Така. Треба роден ден да славиме и ќе ги крштеваат, вика да си знаеш, вика дека треба да бидеш, вика цаком паком. Не си кире, викам само ја да најдам што ќе облечам, нешто да си купам и толку, тоа е најбитното. Викам ваljda ќе се оправам од операцијата до тогаш. Уште 2 недели имам. Тука е докторката. Ќе можам да одам на... Првото прашање беше тоа. Дали ќе стигнам на роден денот да бидам добра? Треба да бидам добра. Мислам дека ќе биде, ваljda ќе со раната со се. Мада јас се движам, мислам, најнормално, ама сега не е нормално. Нели, ме чешаме за тега, не знам кој ќе рече некој дека не е ништо, не може да не биде ништо. Цела операција отворена е ткивото, не знам што, меѓутоа ми беше битно дали е тоа нормално и дали ќе бидам ли за 2 недели способна. Веќе сте. Да. Така да. Чим волку зборувам. И штом си тука, значи веќе си добра. Добро. Тоа ми е оваква најбитно. 2-3 дена после хируршки третман дека најнормално треба да си се врати на своите обврски. Мислам. Нема, е многу убаво каде ве тинтлаат и да ве чуваат, да ви кажам. Да. Нема со вакви изјави. Неа. Молим те.
се смеам, мислам, тоа ми беше стварно битно колку трае опоравувањето, зашто она што го слушав беше различно. Но тоа е индивидуално, знаете, секој пациент различно прифаќа операција, различно поминува операција, не секој ќе помине лесно, не секој ќе помине едноставно, не секој го прифаќа фактот. Значи, разбирате, тоа е. И она што многу се плашат од анестезијата. Јас мислам дека исто има нови типови на анестезија. Сега да не излезе дека као маркетинг правам на трокална, не така. Меѓутоа, јас од анестезијата, која што беше сигурно јака, пошто беше и таква компликувана операцијата, меѓутоа многу лесно се разбудив, се освестив и почнав да комуницирам, да зборувам. Значи, беше многу е битно зашто анестезијата нели е еден од најбитните делови уствари од операцијата, да. Исто. И навистина мислам дека тие што се плашат од анестезија, освен ако немаат некои компликации, не би требало да се плашат. За тоа се предоперативни исследувања прават, Да. И анестезиолошки преглед предоперативно. И знаат анестезиолозите, пациентите предходно, значи знаат дали имаат некои болести или не, така да Се прави проценка. Добро. анестезиолошка проценка пред интервенција. Меѓутоа сите се плашат од она губење на свест, нели, кој ќе ви стават се што треба и наеднаш се губите и се дали ќе се освестам после тоа. Како што кажем Марина во еден од претходните подкасти, дали има светло во тунелот, дали има зрак во тунелот. Затоа што буквално паѓате како во тунел. Меѓутоа, кога ќе ги отворите очите и кога ќе си го слушнете името, баш убаво доаѓа, бидејќи немаш болки, немаш ништо, не осеќаш нели се уште си уште под дејство на тие седативи или што веќе што ни ставате. Мислам се чувствуваш дека фактички анестезиолозите. Добро, анестезиолозите, меѓутоа се чувствувате дека сте излегле од тој тунел. Јас барем имав такво чувство. Дека наеднаш се изгубив и наеднаш си го слушам името свое. Колку време поминало, како поминало, појма нема. Главно се чувствував дека сум се освестила и буквално мислам беше знаев се за себе. Така да и анестезијата не е ништо страшно. Ја од најплашливата особа и која не кеше ништо. Да, тоа сега да искоментирам. Да. Сега навистина гледам какви глупости сум правела и колку сум можела полесно да поминам. Можев да поминам барем дупло полесно од ова, али за памет го изодев најтешкиот пат. Да. Потешкиот пат. Море најтешкиот пат го изодев овакво, меѓутоа мислам дека ќе биде секако што треба. Дали размислуваш да напишеш некоја книга? Да, веќе сум имам и почнато и имам направено и договор за она што се сум го поминала, а имам многу што да напишам. Сето она што го и убаво е да го преживеав напишеш. И како поминав и се, сакам едноставно да излезе од мене. Мислам, тоа ќе излезе од мене, а на некому може и да му користи, да. Сакам да напишам. Мислам, ајде да не кажам дека почнав овакво и дека јас си водам и прибелешки, нели, се што ми се случувало, како ми се случувало, така што секогаш пишуваш, затоа викам треба тоа, и сакам навистина да го споделам со некого. Така. Кого ќе го интересира, може да го прочита, кој не мора ни да го чита, меѓутоа мислам дека имам што да кажам, бидејќи многу преживеав за оваа година. Така. Се што требаше и што не требаше, јас преживеав. Усари не, оваа година веќе беше се што требаше, а претходно како се однесував, тоа е друго прашање. Јас и кога ќе кажам на некој дека, значи пред ти, Марина, како што си ме видела, значи јас како беше 2 или 3 дена претходно бев на работа, возев кола, најнормално. И никој не веруваше дека сега сите знае, јас успешно ја камуфлирав раката, марами, не знам што се покрива все. Не знам како успеа само од семејството тоа да го сокриеш. Значи све бев со завитка на нешто направена за да не видат. Мислам, и се расправавме, ајде да идеш на лекар, не ми е ништо. Ми се направило оток од ова, за се наоѓав изговор. Затоа што ако отидев на лекар, знаев што ме чека и заради тоа така една добра година. И сите ми вика кога ќе дојдеа во болница, вика сега вика прво
оздрави и се што треба, па после вика за Ќутек вика, ние сите ќе ти се изнаредиме, вика, полека, вика. Затоа имаш, вика, затоа што, вика, правеше глупости, вика, и не кажуваше на никого. Да. И буквално. И ова беше исто кога виде диагнозата за карцином на бели дробови, јас кој се јави, вика, не сакаше да дојде воопшто на терапија. Не викам, не доаѓам, што викам, ако е бели дробови, зашто викам да доаѓам? Викам, кате дојди да разговараме, дојди. Да, добро, на нова терапија. терапија. Така сега имаме и за тоа иновативни лекови. За белите дробови има? Да, тоа сакам исто да кажам, дека не е дека тоа е крај на свет. Добро, ја така го сватив. Да. Овакво кога прочитав таа бели, баш ка викам и ми кријат. Тоа ми беше највеќе, значи викам уште полошо сигурно е, викам че ми кријат. И кога излезе дека погрешните бројки уствари букви, што се таму, бројки букви се така се означени, да. Тоа од систем. Да, од системот. И од системот излегло така и така се влечеше, мислам, оваква, бидејќи они си знаеа што имам и каква терапија ми даваат. Меѓутоа јас прв пат тоа кога го видов во кутивчето, викам, еве, мене ме лажат, овако, ја прекинувам, готово. И ме натера да дојдам да продолжам со, тогаш ги примав и хемотерапиите, тоа увелико ги примав хемотерапиите. Добра. Да. Сега за крај нешто за нашите, за сите што не следат, што ќе нешто да им порачаме. Редовни само прегледи, ехо, мамографија, да кажам и кај млади пациентки и возрастни, не мислам дека некој би бил поштеден. Зборувам и за женска, така. И кај машка популација исто, значи има пациенти што се исто погодени, да кажам, од карцином на дојка, без разлика, значи, што е, тоа е мала бројка, ама сепак има пациенти. И само редовни прегледи, скрининг, мислам дека тоа е за да може и кога би се диагностицирало, да се диагностицира во рано стадиум. Така. Јас би имала вака порака до семејствата, до блиските и до сите граѓани. Немојте да ги третирате онколошките пациенти како да се заразни, како да нешто може да ви направат. Значи, ако некој пациент почувствува дека некој така го гледа и се, подобро да го тргне од својата средина и да биде она што е многу битно, што јас, например, го имав, е позитивната мисла. Тоа е најважно. Тоа мислам дека е битно. Потоа би имала до властите, уште еднаш ќе кажам, направете се. Не само онколошките, туку и сите болни да ги имаат условите кои што ги заслужуваат. Така. Тоа би било пораката. Така. На нашите пациенти пред све им треба многу емотивна подршка. Пред се од семејството, од блиските, од пријателите. Мојата препорака е да се дружат. Да се дружат и да се дружат повеќе со позитивни личности, да почесто излегуваат од дома, да не седат дома. Значи, дружбата е многу важна, дружбата со фамилијата, со сите останати, затоа што затварањето дома не е добро. Не е добро за нашите пациенти, се препорачува доколку имаат некој проблем и дури да се консултира психијатар, психолози, да се разговара малку повеќе. Да не се затварат во себе. Ти тоа што го кажуваш, ке напишем книга, постојано пишувам, морам да го искажам, така? Да. Тоа што го мислам. Така да... И само позитивно и со верба. Ете така. И тоа не во друго. Верба во својот доктор. Така. Онколог. Ви благодарам на присуството. А вие следете во следната епизода на Зрак со доктор Марина.